Јас сум наставничката Венера Николовска од основното училиште Блаже Конески Скопје. Денеска заеднички ќе го одржиме часот по музичко образование во трето оделение. Наставната содржина е свирење на тоновите сол и ми. Свирење на тоновите сол и ми цели на реализирање, развивање на слух, разликување на тон и шум, разликување на висок и низок тон, разликување на различни тонови, стекнување музичко искуство. Свирење на тон, сол и ми. Песната или било која композиција ја паметиме и препознаваме по основната мелодија што може да се запише. За запишување на мелодијата ни помагаат нотите од петолинијата. Секоја нота има свое место во петолинијата. Нотите сол и ми се запишуваат. Нотата сол на втората линија во петолинијата, нотата ми се пишува во првата линија на петолинијата. Треба да запомниме. Звуците, тоновите со кои се исполнува музиката се запишуваат со ноти во петолинијата. На почеток на петолинијата се пишува виолински клуч или сол клуч. Подоцна ќе дознаеме зошто се нарекува сол клуч и треба да запомниме дека виолинскиот клуч ги одредува местата и имињата на нотите во петолинијата. Виолинскиот клуч, нотата сол и нотата ми. Забележувате, ученици, дека на почеток на секоја петолинија се запишува виолинскиот клуч. Тој го добил своето име и сол клуч од тоа што тој започнува од втората линија, каде што и се запишува и нотата сол. Поради тоа се нарекува виолински или сол клуч. Нотата ми се запишува на првата црта од петолинијата. На втората црта од петолинијата се запишува нотата сол. Сега може да започнеме со вежбите, бидејќи денешниот час треба да го посветиме на свирење на тонот сол и тонот ми. Сол, ми. Сол, сол, ми. Можете да се обидете и заедно со мене да ги пробате овие вежби доколку имате дома некој инструмент. Вежба број 2. Ми, ми, сол, сол, ми, ми. Вежба број 3. Врапче. Вежба канаринец. Сол ми, сол, сол ми, сол ми. Вежба број 5. Златна птица. Ми, 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 сол.
Вежба 6. Гулаб. Сол, мими, сол, мими. Овие вежби може да ги повториме уште еднаш, а вие во вашите домови можете да си ги повторувате секогаш кога ќе сакате и ќе го погледнете овој час. Виолински клуч или сол клуч. Нота сол и нота ми. Вежба 1. Вежба 2. Мими, сол, сол, мими. Вежба 3. Врапче. Сол, сол, ми, сол, сол, ми. Вежба канаринец. Сол, ми, сол, сол, ми, сол, ми, сол, сол, ми, сол, ми, сол, сол, ми, сол, ми. Вежба број 5. Златна птица. Ми, 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 сол. Вежба 6. Гулаб. Сол, мими, сол, мими. Сите овие вежбички можете да си ги извежбате уште неколку пати. Што научивме од денешниот час? Звуците, тоновите со кои се исполнува музиката се запишуваат со ноти во петолинието. На почеток на петолинието се пишува виолински клуч или сол клуч. Тој ги одредува местата и имињата на нотите во петолинието. Нотата сол се пишува на втората линија во петолинието, нотата ми се пишува на првата линија на петолинието. Домашна задача. Во тетрадката по музичко образование со петолинија нацртај ги нотите сол, ми и виолински клуч и напишете под нив како се викаат. Доколку сакате, можете и да си ги отсвирите како вежби, доколку имате дома некој инструмент. Слушајте музика секогаш и секаде. Музиката е храна за душа. Пред да ви посакам довидување, би сакала да ве поздравам со една музичка убава мелодија, која ја слушале сигурно и вашите родители, може би кога ќе ја препознаат, ќе разберат за која песна се работи, а на вас, ученици, ви поставувам една задача да ја пронајдете песната, да ја откриете, да истражувате и самостојно да ја извидите.
Ви благодарам на вниманието, довидување до следната средба.